Како тргна годинава, судството и обвинителството нема да се мрднат од 2% рейтинг. И тоа им е многу. Во 5 минути со Чавес ќе дознаете кои се пациентите со кои треба да се позанимаваат. Ало, обвинителство, прием! Гледате, слушате што се случува. Излезете од дупката. Пред очи ви споделуваат слики од политичари во паравоени униформи, а од државата кој стигне влегува и излегува. Хотел промаја. Што би се рекло, имате пациенти за прибирање. Јас не знам што прават на Сабајле кога ќе дојдат на работа обвинителите. Гледаат ли медиуми, читаат ли нешто додека го пијат утринското кафе или нису одавде? Еден од првите што мора да го викнат барем на разговор е лидерот на Дуи Али Ахмети. Неговата партија споделува видео во кое тој е во униформа на УЧК и вели дека никогаш не изгубил ниту една војна, бидејќи војниците му го подариле мечот. Видеото магично исчезна. Што ти прави една најава на State Department дека има нови кандидати за црни листи од Балканот? Прпа, ако ова не е повик за рапорт во обвинителството, не знам што е. Командантот треба да објасни како знае дека Артан Груби е на албански територии, а не се слушаат. Тоа помина онака незабележено за нашето 2% обвинителство, а се работи за лице кое е со меѓународна потерница. Не може Али да не знае каде е Груби, а се кумови. А кум не е дугме. Ахмети е кум на детето на Груби. Сигурно малиот Епир го прашал кумот каде е татко му, а Ахмети целиот во шок вели: ја чудим, бев во подрум. Еј куме златен, во небрано ти си фатен. Уште еден кандидат за исказ во обвинителството е внукот на Али, Дрин Ахмети. Само тоа не е можно, бидејќи и Дрин, исто како Груби и Васко Ковачевски, навреме си ја кидна. Дрин испрати разгледница како лабаво се шета со брат му во Њујорк. Со нив бил и брат му на Али Ахмети, оној де кој му седеше на врат на обвинителот за организиран криминал Ислам Абази. Happy Family. Откако за Джабалук ја купи Соравија, стана јасно за каква превара станува збор, бидејќи трговскиот центар му го препродаде на финансиер на УЧК од Америка. Deal Oriented, нема што. Не беа само трговските центри интересни за најспособниот внук на Ахмети. Фирмата на Дрин добивала тендери од државата. Се разбира додека Чичо беше на власт, а беше и подизведувач на коридорот 8. Значи кога те бива, за се те бива. Али Ахмети ми е чичко и Бог да го благослови. Тој ми е мотивација. Ахмети и помогна на оваа држава, велеше Дрин, додека на власт беше неговиот чичко. Навистина е грев да се бркаат вакви бизнисмени од државата. Мина една недела од изјавата на Костадин Костадинов, не оној струмичкиот, туку бугарскиот, кој бара Македонија да се присоедини кон Бугарија. Видовте некоја реакција од Бугарија или од ЕУ? Нема ни да видите, бидејќи ваквите руски шовинисти Западот ги толерира. А дека овој лик не е било кој, покажува и тоа што неговата партија, Преродба, е трета по популарност во Бугарија и лесно може да влезе во владата. И после ќе дојде Костадин, како министер за надворешни работи, и среде Скопје ќе вели дека сме бугари, и затоа ќе ни биде најдобро да се присоединиме кон Бугарија. Еднаш беше толериран, кога на власт беше СДСМ. Сега најмалку што треба да добие е статус на непожелна личност. Ами да, така е, ние говорим един език, имаме обща култура. Не зборуваме, јас на други. не. СДСМ до душа со пола уста ја осуди изјавата на Костадинов. Туку дали слушнавме осуда од оној што за бадник јадеше со златни вилюшки и лажици покрај билјард маса и кој викаше дека со бугарите сме сршти народ и од изборуваме исти јазик. Господе, што да кажам да не изгрешам? Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. 1, 2, 3. Вкупно 14 бугари дојдоа на панихидата за бугарката Мара Бунева. Овие бараат да влезат во устав. Заради овие не можеме да почнеме преговори со ЕЛ. Американскиот председател уште не стапнат на функција доволно направи за медиумите во Македонија. Поради ефектот Трамп, газдата на Фейсбук Марк Цукерберг најави дека ќе се укинуваат факт-чекерите. Само ние што сме во овој бизнис знаеме колку зло донесоа овие ликови. Тие кажуваа што е вистина, а што според нив било лажна вест. Само еден може да кажува дали нешто е лажна или вистинска вест, а тоа е неговото височество читателот или гледачот. А тоа што го правеа така наречените проверувачи на факти, со прости зборови се нарекува одработување за СДСМ и ништо друго.
Да беше колумнава емитувана само пред неколку недели, веќе ќе беше нападната од проверувачите на факти. За нивна несреќа, а за наша среќа, сега ќе имаат доволно време да видат на кое дереđe ја донесоа неслободата на медиумите во Македонија.